Никола, фала ти многу што ми ја прифати поканата. Многу се радувам што те запознав. Јас сум слушала за тебе, меѓутоа ми остави еден впечаток на човек, на уметник, кој што е многу поразличен од тоа што сум го видела до сега кај нас. Многу ми е драго што ќе дискутирам со тебе, се надам дека ќе отвориме интересни и провокативни теми пред се за тебе. Ми рече дека во Македонија не знаат што е уметност, дека кај нас може многу лесно се да се смета за уметност. Нема да ти поставам клише прашање што е уметност, меѓутоа е да почнеме некако таму. Зошто мислиш дека никогаш не се знае што е уметност, како, што значи тоа? Не, ја мислам дека има дупка во образованието за визуална уметност. Например, сите ние во основно училиште на трето-четврто оделение учиме што е литература и по кои принципи се користат за изразување, на метафоричко изразување, кои стилски форми се користат и дека во литературата важно е да сватиме што сакал да каже писателот, иако не го кажува директно тоа, него даоѓа други начини да изрази некое главно прашање во општеството. Истото тоа го учиме можеби година-две подоцна за музичко, во час по музичко образование, но за ликовното образование не се кажува никаква информација. Се кажува дека представувањето слики е уметност, визуална уметност. Но не се кажува дека дефиницијата, истата дефиниција за која важи за литература и за музика, истата важи и за ликовно изразување. Дека ликовните уметници исто пробуваат да го опишат светот, но на метафорички начин, но наместо зборови, како литературата, користат слики. Сега, тука може да варира квантитетот на информации, како например роман или долга книга, се спореди со филм, каде што има долга нарација, која ти го опишува подобро контекстот, опширно го опишува контекстот, или поезијата каде што пробува да ти опише нешто што помалку ку зборови. Така визуалната уметност е некој вид, тоа е разликата измеѓу на филм или визуална уметност, каде што визуалната се користат што помалку слики да кажат нека што побитна порака. И дека во визуалното дело пак е поважна пораката, а не техниката како е тоа направено. Тачно е дека сега ние кога гледаме некакво дело и дали е филм или слика или скулптура, кога ќе гледаме визуално дека во него е потрошено многу време да се создаде технички тоа дело, ние сваќаме дека тие луѓе кои посветиле толку пари и толку време го ја вредат таа идеја, например портрет на некој лик од историјата. Али тоа метафорички кажам за кои вредности живееле и тие луѓе во тоа време. И сега проблем е што генерално публиката во Скопје не го знае тоа, а исто и како што, например, средното уметничко нешто го викаме, тоа всушност е училиште за применета уметност. Сега, многу е чудно што тамо, да, се учат сите техники на изразување визуална, но не се учи таа дефиниција за дека пораката која се кажува е поважна него техниката. Исто така, тоа продолжува и во високото образование, како универзитет и има луѓе кои завршуваат и мастер за уметност, па не го знаат тоа. Тоа што е чудно што, не знам, сум разговарали со доктори по други уметности, како литература, кои немаат поима за визуалната уметност. Една, таа и дека истата реченица, дефиниција за литература, истата важи и за уметност, они не ја знаат. Зборуваме за луѓе кај нас. Да. Али сега, например, зависи од држава до држава, исто тука, тачно дека за визуалната уметност исто и у други држави луѓето не конзумираат толку како например литература или филм. Но барем во Италија, да, во средно училиште се учи историја на уметност и скоро сите знаат ја знаат таа дефиниција генерална на визуална уметност. Не знам, за нордиските уште од основно од 10 години ги носат децата у музеј за современа и им јаснуваат нели како функционира современата уметност денес. Ако тргнеме од тоа дека се може да помине како уметност,
Јас сега тука можам да направам некоја, не знам, инсталација уметничка, еве јас и ти седиме, овој рефлекторот ќе го ставиме тука, не знам, некоја скулптура, сам да кажам, што значи тоа се може да помине како уметност? Зошто мислиш дека е така? Види, секоја техника може да биде искористена за да биде дел од уметничкото дело, техничкиот дел, односно ние некоја значи уметноста е медиумот, начинот на кој јас имам некоја идеја и сакам да ја кажем на тебе или на широката јавност. И сега за тоа да го кажем и треба некој начин за кажување, на пренесување на порака, што е медиум. И за тоа медиум може да биде што и да е. Но јас кога еве да, како што рече ти, го ставам рефлекторот тука. Да. Сега, ако јас сум историчар уметност и пробам да го анализирам уметничкото дело, јас значи анализирам како општеството не тера нас, кои се работи, значи прво треба да значиме за кои работи се бориме ние, значи зашто сме го направиле тој да го ставиме тој објект на тоа место. Што не натерало, значи имало нека причина да не натера тоа. Второ, зашто сме го обрали тој објект да со кој сакаме да искомуницираме. И сето тоа си има свое значење. Например, ако гледаме проектот Скопје 2014 на интернационална скала и гледаме дека денес со современата уметност се обработуваат современи прашања за современиот живот и проблематиките кои генерално може да бидат или глобални проблематики, може да бидат и локални во зависност од разни држави. Сега, Скопје 2013, бидејќи таков како што е, што ги покажува тие вредности дека се градат згради кои немаат никаква употреба, тие се направени како билборд пропаганди во трета димензија за предизборни избори. Дека тоа не е архитектура, не е уметност која ја кажува народот, која сака да искомуницира некои вредности за што се бори. Сега, тоа е пропаганда. Пропаганда е кога е смислено, која е нека идеја или вредност наметната на популација. Али, ако некој страници анализира, ако го анализира народот македонски, што размислува тој и како живее, онда ако знаеме дека народот македонски е тотално информиран, откачен од остатокот од светот, дека не се бори за истите вредности или идеи што се бори остатокот од светот. Значи, да, таа уметност ни прилега на нас. Но на може и поголемиот дел од популацијата, но има и кај нас нели некои кои знаа дека тоа све е грешно, дека не треба да биде така и се борат против тоа, и тие има други вредности и ги изразуваат преку тој друг вид на уметност каде што се уништуваат тие згради. Да, ама ова е многу поголемо. Како пропаганда е многу, како да кажам, многу поголемо. Затоа што 90, ајде да не претерам 90, 80% од менталитетот е таков каков што го објасни ти и веројатно тоа им одговара на луѓето, не им пречи, не убаво им е, не им пречи едноставно. Видите, сите тие вредности и таа култура, начин на живење се учи од деца. Добро. Што најмлали, што помали, поише абсорбираме ние информации и поише пробуваме да ги сватиме тој систем на вредности, каков всушност функционира светот. Сега точно е дека во светот има многу различни култури со различни системи на вредности. Например, цела Јужна Европа и цела Јужна Америка и Јужна Азија функционира со еден систем на вредности кој се вика фамилиарен систем, каде што све функционира преку фамилиарни или пријателски врски. Никој не аплицира на конкурс за работа, сите му се јавуваат на вујче да му дадат. Но тој систем не функционира на пример во северноевропските земји. Таму системот се вика технократски систем. И таму е скоро како секој на саатница да работи. Кој колку сати работел, толку добива и се вреднува работата вложена, а не се вреднува на кој чии внук си ти или пријател.
после има друг систем кој е сега да кажеме кој владае највеќе во Обединените американски држави или исто во Англија или во некои источноевропски земји каде што владае тој висок капитализам, каде што народот е цело време во некаква агонистичка компетиција, или победуваш или губиш, немаш нека средина. И тој начин на живење исто нели рефлексија на тој систем економски кој владее во тие. Добра, Никола, скоро 20 години си надвор, еве ајде да не претераме да те прашам што се случува во последните 20 години, во последните 10 години, велиш дека ние не пратиме што се случува надвор, многу убаво ги објасни овие три системи на функционирање, кај сме ние. Не, ние спаѓаме во тој фамилијен систем. Секако, и да, се препознавме сите. Нема тука што. Сега, например, еве да дам неколку примера, неколку уметнички дела кои се некако рефлектираат тие системи на вредности. Например, кога гледате скандинавски филм, значи тамо секој детал е до максимум изведен. Значи не можете да најдете грешка во снимањето, во светлината, во деталите, во чистината на сликата, во фокусот. Значи све е перфектно. Така да тие луѓе исто кога го гледаат тој филм, нормално го перцепира, секој што го гледа тој филм го перцепира дека таму е вложен толку труд и ја гледа вредноста на тоа време кое е посветено да се направи тој филм или да кажеме тој уметничко дело. Еве на пример едно интересно дело од Финска на едно биенале за млади уметници во Хелсинки. Имаше 3 педестали за скулптура кубуси, на нив 3 мали камчиња и позади нив 3 фотографии. На едната фотографија е еден млад дечко кој стои, кој е влезен до колена во некаква мала дупка. После тоа истиот дечко како е влезен до гуша во некоја поголема дупка и до нејзе истиот дечко како е влезен во некоја длабока дупка над неговата. И има наслов, некои нели оние картончиња кои пишуваат обично наслов на делото, но овде ќе има така нека мала дескрипција за секој од тие 3 педестали и фотографии. Едната пише камче кој најдов после ден копање, камче кој најдов после недела дена копање и камче кој најдов после месец дена копање. Као еве ја копав и работев, сум го обработил ова и затоа ова е уметничкото дело. Да. Или доживотно копање. Да, али на пример тамо сите луѓе се нели како се викаат доста политички коректни. Значи немаш некој дело кое навредува, кое е премногу експресивно, него све е таа порака која сака да каже уметникот е доста суптилна, иде полека од позади. А кого треба да внимаваш дали ќе навредиш или не? Самата начинот на комуникација во тие земји, значи ја кога зборам со тебе не те пцујам. Али на пример у Италија кога комуницираме, ние и у Македонија се пцуеме. Таква е визуалната уметност во Италија. На пример сега пред неколку години најпознатиот италијански уметник Маурицио Каталан, кој живее надвор во Њујорк, имаше ретроспектива за која во јавен простор на еден од главните плоштади во Милано направи скулптура од 15 метри од една рака со еден прст, а другите 3 беа скршени. Сега тука пораката е малце подлабока. Прво дека таа иста рака ја ставил Мусолини на тоа место. Тоа е пред берзата во Милано и тоа е скулптурата на римскиот поздрав кој потоцно станува нацистички поздрав. После партизаните нели ја рушат таа скулптура и он после 50 години ја враќа назад, ама ги крши 3 прста. Али важна е локацијата, дека таа и контекстот физички и временски, каде што тоа е период после големата економска криза на банките на Западот, 2008, нели? И тоа имаш зградата на берзата Милано, која му кажува на италијанскиот народ, ве ограбивме и вие го испушивте. И тој тачно дека таков вулгарен начин на изразување
имаше дебата колку смее тоа во јавност да остане или не, пошто тој начин на комуникација е нормален тамо, после малце дебата тоа дело остане и се уште стои таму. Така да секогаш и начинот на комуникација се визуелен во држава до држава се менува зависно од начините кои се користат вака надвор од уметност. Храбрили сме ние во изразот, ми рече и ќе се сложам со тебе. Мораш ти пораката што треба да ја принесеш, таа треба да биде важна прво за тебе, да се бориш за некаква порака, за да биде тоа искрено и доволно директно да ја го кажеш на публиката за каква порака се бориш ти сега, која порака треба да ја кажем. Ти која порака сакаш да ја кажеш? Работите се менуваат секоја година и контекстот ни се менува, се бориме за други вредности, затоа уметниците, нели, тачно дека некој уметник може да се специализира во една одредена тема и да добро да обработи и може цел живот да работи на иста тема, но често, бидејќи сите уметници се инспирирани од, нели, промените и емоции и емоциите што некакви промени ги прават во општеството. Така да нормално е и уметник неколку години работи на една тема, на една проблематика, после неколку години да работи на друга проблематика. И зависи од контекстот. Например, јас кога сум во Италија и тамо кога излезеш во кафана се збори само за политика и за тоа се тепаат луѓето. Нормално е тамо уметниците да работат на такви тематики. Али, например, ја ќе отидам во негде Северна Европа, Холандија, не знам, Шведска, и тамо скоро да нема политички такви дела кои да кажеме не работат на таа корумпирана политика или неорганизирана или неправедна политика, како не знам, класни разлики или корупција, но таму има исто, например, кога ќе видиме дека доста голем дел од уметниците од Скандинавија работат, например, на тематика, не знам, глобално затоплување или, нели, климатските промени. Бидејќи они немаат други проблеми, тоа е прашање на кое нив ги обсегнува, пошто они се многу поврзани, секогаш живееле во многу окружени со многу природа. И ако има некаква промена, ќе они, нели, ја осеќаат повеќе. Така да, но ако видиме дека денеска, можеби пред 50 години тоа зачување на природата не било нека важно политичко прашање, денеска станува едно од најважните политички прашања. Еве гледаме како Кина пред 5-10 години е од најзагадените држави во светот, за 5-10 години стана една од најчистите држави. И тоа се политички решенија, тоа, мислам, и народот го бара и сите кои размислуваат позитивно за својата иднина, го работат. Например, сите скандинавски земји пробуваат да бидат тотално на обновливи извори на енергија. Тоа исто пробува како тенденција да го не само да го достигне, него да го надмине и Кина сега во таа трка со Запад. Ми ја спомна Италија неколку пати. Ми рече тие побрзо ќе вложат во нешто што се вика chasing your dreams, отколку, не знам, да вложат во решавање на некој реален проблем со ѓубре или што и да е. И исто така, сега сакам тоа да го поврзам со нешто што ми го кажа. Кај нас треба да бидеме реални дека не можеш така ригорозно да решиш во што се вложува. Кај нас некако како да не се знае или пак не знам во што вложуваме ние. Хронолошки проблемот во Македонија е истиот е во многу, нели, источноевропски земји е дека, нели, имавме ние многу долг период на транзиција. Имавме еден систем на вредности каде што знаевме што е добро и што е лошо и после одеднашка ни е наметнат нов систем каде што све што било добро сега е лошо, а све што било лошо сега е добро. И тука има многу, значи, голема конфузија во самиот народ на за што се бориме, за што треба да се бориме. И тачно дека тоа не е лесно, ти ако, например, некои луѓе кои се родени, не знам, 70-80, кои 20 години биле учени на еден начин на функционирање во општеството, не е лесно да го смениш ти вака.
тој систем на вредности. Тој систем на вредности не е поврзан со емоции. Не можеме така ние да си ги смениме целиот, нели, како ни функционира целиот наш организам, пошто пак тоа се некои физички келии кои ние ги имаме. Сите мемории, тоа се живи суштества во главата и во телото кои треба да ги умрат и да бидат заменети со нови. И тој процес е физички болен. Така да, прво ние имавме долг период каде што имаше тој конфликт на вредности и тачно луѓето не знае за кои вредности треба да се борат, треба сами да се преиспитаат. Некои беа активни во тоа преиспитување, беа критични, знаеа после тачно во кој момент како анализираш секое прашање, си го анализираш, си бараш нели како тоа прашање од што е предизвикано, какви последици има и тачно дека ќе имаш по добри аргументи да се убедиш како да реагираш на некако е било прашање. Но некои луѓе не се викаат, окей, тешко ми е, многу има за размислување, не размислуваат. И многу има за размислување. Тие се останати во тој балон, бабл, кој немаат изградено ни систем за вредности, така да секој што ќе им каже во тоа веруваат. И затоа, например, сега таа комуникација на политичките партии се прави толку пренагласено, скоро на ниво на преку уметнички дела се комуницира со таа публика, пошто знае дека она е као празна табла и сега ако ја му удрам шамар, одма ќе можам да му влијам. И затоа имаше интересно дело пред неколку години еден македонски уметник направи ремейк, односно реконтекстуализација на една позната реченица на Пикасо, која е според мене една од најдобрите дефиниции за уметност, која уметноста е лага која кажува вистината. Но бидејќи во последните 10 години во Македонија популацијата живееше во една голема лага, уметникот направи дело каде што таа реченица ја промени во уметноста е вистина која кажува лагата. Така да уметноста станува поголема вистина од реалноста која всушност не е наметната, а е тотална лага. Добре, ти можеш да ја понудиш на публика. Да, извини, само да кажам дека тоа дело Игор Тошевски. Да. Можеш да ја понудиш, Никола, и на публиката нешто што не бара многу размислување, затоа што ти мене и на сите ни се имаш обратено со една проста и едноставна реченица што чекаш, така што можеш и да ја понудиш нешто што нема многу. Нема тука многу што да се размислува. Не знам. Да, значи тоа дело е доста старо, од 2003 година, значи тоа е едно е мал постит на кој пише што чекаш, као некој на фрижидер да си има залепено, нели, потсетник, да ги оствари сите идеи, сите работи што би сакал да ги оствари. Но да, тоа истото дело беше исто испринтано на билборд од 6 метри, каде што во Милано, каде што голем, значи милиони луѓе го имаат видено. И треба да ги потсети на сите нив, на идеите кои би сакале да ги реализира. Но тоа дело е во контекст на една голема културна промена што се случи во почетокот на овој век. Целиот минат век беше карактеризиран од еден нов тип на уметност или нов тип на медија, која е електронските мас медии, радио и телевизија. Радио и телевизијата се викаат еднонасочни медии или кои стварат еднонасочна култура, каде што некој позади микрофонот или камерата кажува, другите само слушаат, не може да одговорат и нема комуникација. Да. Но од ширењето на интернетот во 2000-тите се враќа таа двонасочна култура, каде што некој кога стави нешто на интернет може да добие коментар и се развива дебата за вредностите на тие пораки кои се ставаат во јавност. Исто така, тој начин на комуникација, тие медии као интернетот, ја го рушат еден цел политички систем кој бил базиран на тие мас медии, кој како има еден човек позади микрофонот, сите други слушаат, власта, бидејќи која
се концентрира кај тоа што е микрофонот, пошто не може да влијае како сака на публиката. И тоа доведува тие големи нацизмот, двата големи блока после Втора светска војна. Но сега, кога пак луѓето се враќаат во дискурс на креирање на култура и политики преку интернет, пак треба, јас со тоа дело што чекаш, или со други уметнички слични дела кои ги работев во тој период, правам некој вид на сценографија, на кој што на гледачот му кажам дека треба го ставам во контекст да биде поодговорен. Значи да си ги ова што го зборев преска, дека треба да биде да ги по-длабоко да ги испитуваме вредностите и идеите пред да кажеме нешто во јавност. Пошто на крај ќе го добиеме ова што го имаме сега, дека интернет е пол со глупости, дека веќе не ти се ни отвара ни компјутер, што знаеш дека 90% од тоа се глупости, лаги. Сакам, Никола, малку да позборуваме околу образованието твое. Ми рече дека се она што си го научил овде, кога си заминал да ја бараш најдобрата европска школа за уметност, ми рече дека таму ти кажале, добро, сега ова се што го научи, можеш слободно да го заборавиш. Почуваме од нула. Да, мислам, да, бев учев средна уметничка школа, каде што програмата имаш паралелна, да кажеме, се учи уметност, е одредена техника као вајарство или сликарство, али паралелно со тоа се учи, например, со вајарство се учи индустријски дизајн, а со сликарство се учи графички дизајн. Но да, тие професори што предаваат тамо, те учат само техниката на изразување, а не ти кажуваат дека во уметноста важна е пораката. И тоа стварно 4 години школа, значи никој не го спомна. Ова е многу опасно што го зборуваш. Значи ние стварно по им немаме што ги... Тачно дека применета уметност и уметност се две различни работи. Значи, во уметноста е уметникот и тој што одлучува која е пораката што сака да ја каже и бара начин како да ја каже. Применета уметност некој друг му кажува што треба да каже, а он само ја бара начинот како да го каже. Али тоа, например, никој не ми го обяснил 4 години или во средно образование или во претходните 4-5 години колку што има ликовно образование во основното училиште. Многу беше интересно дека, например, во Италија, значи, да, јас знаев технички да правам многу добро, значи, кога стигнав во Италија, технички, не знам, сликарство, скулптура, бев многу подобар, не само студенти, него и од професорите. Ја, како асистент, ќе дое професор, ќе каже, окей, направи ми 2-3 споменици, ми ги нарача, ќе ми ги направам за 2 дена. Али тоа е техника. Али мене ме значи дека обичен минувач, гледа сега, јас сум направил некој портрет у прва година на академија и ми враќа, а што сакаш да кажеш? И ја онака шокиран, чекај. Уметност, ја треба кажам нешто и тука се збуни, викам, чекај. До толку? Да, пошто, например, има професори кои те учат дека концептуална уметност, тоа не е уметност, тоа е губење време. Некои такви критичарите на уметност е некои што само тропаат глупост. Такви работи ти изборат професори кај нас во школа, кои немаат некаква врска со уметност. Значи ти даваат тотално погрешна дефиниција. Значи, и оние земаат дефиницијата за занаетчество и тие даваат како дефиниција за уметност. И тоа продолжува и во универзитет и во магистарски за уметност, во ликовно образование. Значи, сакаш да ми кажеш дека можеби ние сме многу добри теоретичари, меѓутоа праксата ја немаме или... Не, во овој случај беше обратно. Праксата обратно беше, да. Нема теорија. Обратно беше во овој случај. Добро, не, затоа што многу други, не знам, мои соговорници ми кажале обратно, ама да. Има и тој случај дека за многу работи тачно дека треба нашите институции немаат за истражување за научно, немаат пари за инструменти, не се прави истражување. Освен во, не знам, IT, кај што полесно се продаваат продуктот, ние не знам, многу не слаба науката. Да. И со тој во визуална уметност тачно дека ти ако сакаш да, значи уметноста значи главната работа уметноста е пораката што да кажеш, ама ти ако исто не најдеш добар начин како да кажеш таа порака, onda пак тоа не е добро уметничко дело. Али пак да најдеш добар начин да го
добра метафора, треба пак да експериментираш, да, например, ако работиш со скулптура во јавен простор, ти требаат материјали, ти требаат машини што ти ќе испробаш 100 варијанти и да најдеш добрата или новата неискористена што е шокирајќи им остане луѓето во памети. Значи, пак без услови тешко да има разум. Тачно дека, например, мене ме вика, дојди ти на изложба за концептуална уметност, у Источна Европа има многу концептуална уметност, али да, тоа е од материјални причини, бидејќи таму немале многу пари за физичка изработка на уметнички дели, па работат концептуални поише дел, кај што не треба пари вложување. Али да, ја викам, окей, ја правам и проекти кои е такво едно ливче со една реченица на ливчето, али правам и дела кои на 10 години работиш на дело, 100.000 евра се потрошени на продукција. Како ова за сонцето зборуваш? За тој проект? Да. Па тоа сакав да кажам, си поминал многу, да речам, долгогодишни истражувачки проекти, кои што тоа е стварно едно копање, доживотно копање, тропање по врати. Сакам да кажам дека е комплексен процес. Мене многу ми се допадна ти кога ми кажа дека и тоа е така, ти како уметник мора да истражуваш во сите области, посебно во науката, во новите работи кои што се случуваат. Видите, значи прво уметникот треба да има многу широко знаење за да може на едно прашање да најде метафори што се слични, што им прават асоциација во нашиот мозок, што ја кажуваат истата работа што сакаме да кажеме со други збори. Значи мора да знае многу, мора да знае што повеќе наука, што повеќе политика, што повеќе да наоѓа аналогии кои може да ги искористи како метафора, например. Исто како секој научник, ако сакаш ти да направиш некој научно добро откритие, треба многу да вложиш, многу грешки да направиш и многу време и да најдеш некакво откритие или решение. Исто е во уметноста. Ти мора многу да пробуваш, многу идеи да пробуваш и да ги ставиш на кантар да видиш која подобро го изразува тоа што сакаш ти да го изразиш. И тачно, например, ние мислиме уметност е нешто уметникот што прави изолиран од остатокот од светот. Али например, ние на магистарската во Венеција пола настава ни беше науки поврзани со уметност, како социологија, психологија, каде што ние обработевме многу, најновите истражувања во науката, како например artificial intelligence или например имаше по психологија професорот правеше истражување заедно со други професори од Харвард. Дали мајмуните веруваат во Господ, пошто нашли некои мајмуни што редат камчиња и викаат не, ова 100% имаат они некој замислен свет во кој си веруваат. И сите тие нови откритија што ги прави науката автоматски влијаат во социјално живот, како например Facebook, интернет. Колку ни ги има сменето животите у последните 5-10 години. Скрос. Сега, ние како уметници критички кои размислуваме, пак мора да се освртиме на тие прашања. И сега, ако истите прашања, например, ако научници пробуваат да направат некои експерименти кои некако предвидуваат дали artificial intelligence во кола ќе направи грешка кога ќе почнат да возат тие автономните коли, и сите прашања се прашуваат и уметниците. Само што сега научниците пробаат тоа емпириски што по-рационално да го покажат, а уметниците го кажуваат истото и се ги обработуваат истите проблематики, но ги амплифицираат. Например, не знам, филмот Deus Ex Machina, дека дали artificial intelligence ќе не утепа, нема да не упеа. Тоа е прашање. Значи, уметниците ги земаат тие прашања што научниците ги обработуваат или политичарите што ги гледаат, али ги ставаат у фаца на секој гледач и обичниот народ. И ги тераат да размислуваат на истите прашања, пошто може некој од нив ќе најде решение, ќе им се јави на политичарите и ја најдов решение.
Добро, Никола, окей, ми викаш многу ни се променети животите со оваа појава масовна на социјални мрежи, меѓутоа ми сподели сега ми се сетив еден пример во Хелсинки, така каде што дневно излегува некој весник кој што 400 страни и дека знаеш ми рече, ние седиме по кафани, кој ги прашав што правите вие, па ние читаме. Така што веројатно па не е секаде така, не знам. Не, тоа беше интересен пример, пошто се сеќавам како, не знам, пред 20 години во Југославија, дневниот весник имаше формат да, метар на 70 или 50 на 70, огромен формат и имаше секоја информација или на вести или во весник, беше квалитетна информација за најновите работи што се случуваат, немаше вести кои се полулаги, немаше илустрации кои се полуголи луѓе. Сега отвора весникот дневен тие таблоид, мислам, до А5 као она, гледаш, значи као секоја година се смалува и се кога го отвораш све поише слика има помалку текст. И онда сваќаш дека немаме информации. Ама не чита никој кај нас вестници. Али му е наметнато тоа. Зашто, мислам? Али еве на пример во Финска е обратно, и таму весникот дневен уште си има тој формат метар на 50, 100 страни. Ако превиткаш тоа на А4, А5 ќе испадна 400 страни книга на ден. Али квалитетот на тие информации, значи тоа е, мислам, таму ќе прочеш све, најдоброто што се случува во наука, најважното од политика и тоа со нели критичка анализа и луѓето си размислуваат за тоа преку ден. Така да не можеме да се споредиме со одговорноста спрема себе и спрема општеството, значи таму не можеш ѓубренце да видиш на улица, мислам, размислуваат 50 години напред. Значи имаат испланирано следните 50 години што ќе прават. Не знам утре што можеш ти да промениш со твојата уметност? Мене никогаш ми стануваат смешни тие дискусии уметноста ќе го спаси светот. Не знам, јас стварно тоа ми е малку па навистина. Меѓутоа сакам да ти, еве ти кој што ми сподели еден многу добар пример кој што многу ми се допадна кога Times магазин, која година таму 2007-2006, кога на насловната става огледалце и така ми кажува мене ти си личноста на годината, секој може да биде. Тоа да речам ми се допаѓа многу како концепт, не зборува за спасување на светот, меѓутоа ми дава мене важност како човек, јас за момент, за миг да се почувствувам важна. Дека јас припаѓам овде и дека некој се грижи за мене. Да станам важен. Луѓето сакаат да се чувствуваат никогаш така. Може би таков некој концепт, не знам. Види, значи, ставање на огледалце на страна на Times е еден вид уметничко дело. Што е обработка на текстот научен, напишан внатре од Times Magazine, кој кажува дека со ширењето на блоговите и тие социјални медии, некое дете во Африка преку интернет станало повлијателно од претседател на државата. Че тажно дека негде, значи со тој нов систем на комуникација интернетот може да се случат такви работи. Тачно, тоа се десило негде во светот, сега која таа истата порака ти ја пренесува он лично на тебе со тоа огледалце. Ти можеш утре да бидеш тој. Тоа го правам и јас со проектот, например, со Сонцето или со ова Што чекаш, или проектот со Сонцето, каде што покажуваме на мала група млади луѓе, студенти кои успеале да направат нешто као утописко, како Сонце на далинско. Значи, ама пак, пораката ми е да ти дадам тие пример да видиш други луѓе со малку услови доколку далеко стигнат. Така да јас на пример за јас да направам таков проект што сум направил, сум бил инспириран од други луѓе кои што сум видел дека истото го направиле. И сега дали уметноста ќе го смени светот? Прво, спаси и смени, нека на разни начини го менува. Дека нешто може некого ќе спаси, а некој друг ќе нема да спаси. Сега, вака, порано, значи, ние знаеме, религијата е дека една вид на
нереалност, абстрактна или деформирана реалност, нели? Одлична дефиниција. И тоа е уметнички дел, деформирање на реалноста, нели? Што најчесто уметниците ги земаат социјалните проблеми, каде што ако има нешто позитивно во општеството, они го може да го направат уште попозитивно утописко. Ако има нешто негативно во општеството, они го прават уште понегативно, го прават дистописко. За да ни покажат дека ако продолжат работите вака, тоа ќе се деси. Сега, бидејќи уметноста зашто го деформира светот? Пошто човековиот мозок има два типа на меморија. Една е кратка меморија која е 2-3 секунди и друга е стална меморија. 2-3 секунди меморија ни треба за снајдење во просторот. Кога одиме да не удри кола или да гледаме што има околу нас. Но на пример одиме по улица, ние нема да запамтиме све што сме виделе околу нас кога сме одели од точка А до точка Б. Но ќе ги запамтиме тие новите работи што не сме ги виделе претходно или нешто што не изненадило. Не секојдневните, да. Така да, често кога некој ни кажува некоја порака на рационален начин, дека тој прво по рационално ја каже, таа е кажана нормално и ние можеби нема да ја запомтиме на начин. Но истата порака, ако ни биде кажана на метафорички начин што ќе ни изненади, таа реченица ќе ни остане во трајно севќавање. И за тоа постои уметност. Да не научи, ама трајно да не научи. Затоа е многу важен процесот на наблюдување, затоа што ние секојдневно запознаваме, среќаваме луѓе, гледаме на различни ситуации на улица, меѓутоа во нашата меморија остануваат само чудните моменти, не секојдневните моменти, оние кои што не знам како да ги наречам. Оние кои што не можеш да ги видиш секој ден. Не знам. И тие се за секој различни. Да. За мене се едни, за тебе се други. Колку јазици зборуваш? Зависи процент. Ја живеев во 5-6 различни држави и да, сакам многу да учам јазици. Прво ја у основна школа веќе, не знам, 4 јазици зборев, пошто основното кај што ја учев, се учеше македонски, српски, англиски и руски. На 10 години веќе приморан да знам 4 јазици. После тоа, да, отидов уште една држава Италија, уште една држава Финска, уште една држава Шведска и пошто веќе бев навикнат да учам јазици и сакав, ги научив и тие јазици. После отидов во Азија, у Тајланд. Мислам, како си неколку години ќе научиш некој basic, ако си година-две ќе научиш основно знаење на јазикот, например да отидеш до пазар, да се снајдеш низ град, али не може да предавам или зборам за филозофија на тој јазик. Али како Италија или како англиски кој го користам 20 години, како Италија живеев 12 години, да, там не знам, ја мислам можеби подобро знам италијански него македонски. Не, знаеш и македонски. Не, многу термини, како се вика, технички, ги имам научено само во Италија и да, може имам после тоа научено, ако сум имал потреба, имам научено како се викаат на англиски, но на македонски некои термини што не ги користам, например, и филозофски термини или технички термини, тие не постојат. Така да не знам како се. Добро, Никола, можеш ли да ми споделиш некој момент, нешто што ти се случило овде абсурдно, што не смее да се случи, да ми направиш споредба со тоа како таа случка би функционирала надвор. Нешто што не смее да се случи. Во пристапот, како си комуницирал со некои луѓе. Не, види, многу работи можам да набрам, каде што во Македонија работи се различни од, не знам, остатокот од светот. Например, мене стварно ми беше првите години кога бев во странство и се враќав да се видам со моите другари во Македонија и кога разговаравме што ја правам како уметност во странство и што они прават како уметност во Македонија, ние не се разбиравме. Значи јас зборам како да му зборам на кинески. На мојот најдобар другар што сме студирале заедно 5 години од средно уметничко и он збори едно, ја не го сваќам него што збори, ја му зборам друго, он не го сваќам. Значи тоа е една од работите. Друго е, тоа е сериозен проблем. Друго, например, еве
ми фалат, например, у Македонија тие уметнички дела кои стварно мене уметнички дела ми го има сменато живот. Некој можеби книга што прочитал му го сменил животот, некој филм, али ја баш посветен на визуелна уметност, мене неколку визуелни уметнички дела ми го смениле скоро живот. Сега мене ми фали тоа во Македонија, да видам едно уметничко дело што луѓето, значи, или ќе зборат со денови после тоа што го виделе, или ќе, нели, нема да спијат вечерта од кога го виделе, или ќе се сменат како се однесуваат. Друго што ми е чудно во Македонија, кога ќе споредам со северноевропските земји, каде што све се рециклира, се размислува на самоодржлива иднина, сите работат активно на тоа. Значи, ја од 2007, пред 11 години кога бев во Шведска, веќе имаш некој наложување од државата дека сите универзитети, не е важно дали ти студираш право или студираш уметност, ако студираш право ќе работиш за ќе пишеш нови закони за самоодржливост, ако студираш уметност ќе правиш уметничка дела кои прават критика или некој вид на тераат да размислуваш на таа тема, на создавање по зелена и по одржлива и по незагадена иднина. Мене, например, кога ќе дадам сега секој ден, какви мало картивче да имам ја у кујна да друготвам да треба да фрлам, значи ме боли срце што треба да го фрлам у истата канта. Каде што, не знам, значи моите другари у Финска, значи ги тетрапак, како се вика, од млеко ги отвараат, ги мијат, ги чистат и ги отвараат у лист хартија, ги диплат, ги ставаат и после ги фрлаат. Значи тоа нит мириса, нит, значи спремно е тоа као за реупотреба. Не треба да се рециклира, колку е точно. И значи толку дека ние не размислуваме, мислам, не сме со иста фреквенција, со исти идеи од остатокот од Европа, мислам, ми е жал. Не знам што да искоментирам. Се слагам со се што зборуваш. Мислам, стварно ова се сериозни проблеми. Не знам од кај треба да се почне. Многу има работа, ама не треба не само да се почне, пошто многу кај нас почнуваат, али не трае тоа. Не трае работа активно. Тоа нема константност на нештата. Кај нас многу брзо ни се губи мотивот. Да. Ние сме да речам, ајде. Не, тешко е кога ќе видиш дека ти сам правиш нешто, а другите околу тебе не го прават тоа и се обезхрабруваш. Се обезхрабруваш, да. Тоа мора да биде на голема скала, иначе не е тешко да се. Ние на периодично реагираме. Ни треба одмор, малку чекај малку да се одморам, па пак ќе почнам. Мене ми е проблем многу во образованието. Не се почна од мали деца да се учат на тие работи. На пример, ние гледаме дека политиката ни е корумпирана. Сега, ако ти гледаш деца кои препишуваат, по 90% од студентите на школа препишуваат, онда тие кои ќе пораснат, значи популацијата генерално во Македонија ќе биде корумпирана. И онда кога ние треба да гласаме, нема да имаме човек кој не е корумпиран за кого да гласаме. Така мене ми е тоа проблем. А после па тоа нели кружно. Ако малите деца гледаат дека премиерот е корумпиран, викаат зашо јас да бидам морално, етички, нели да, зашо ја да бидам добар кога гледам дека овие не се добри. Да. И така се врти кругот, значи, али мислам треба строга дисциплина. Мислам ја зборев со пријатели од Финска кои викам како може да биде све тука така средено, све така тука одговорно, вика не беше така тоа пред 50 години тука, вика пред 50 години бевме најсиромашната земја во Европа, супер корумпирани, полицијата све зимаше, све тепаше, имавме граѓанска војна меѓу нас, али вика да, почна строга политика, сите да имаат добро образование, да им се нуди на децата што повеќе, за да бидат што поактивни во образованието и после кога ги навикнеш од деца да учат, да бидат одговорни, кога ќе видат некој, значи ја фрли мало хартевче на улица, цел град ти се врти, ти одеднаш ти се стигнува. Мислам, така да треба од рано од деца да се почне и ние немаме срам, чувство за срам. Сме го изгубиле. Да. А тоа е одлика на глупави луѓе, не знам. Да не звучам глупо, ама
Кога немаш срам. Може би ако одиме некогаш у други земји кај што има друга реалност и ја видиме таа реалност и може би ќе се засрамиме таму и ќе почнеме ние да пробаме да го правиме тоа тука. Но ако само некој 5% од македонци ја гледа таа друга реалност, а другите 90 единствена реалност што ја гледаат оваа, ќе ја одржат оваа реалност. Неколку само пошто на пример ние тачно дека е многу лошо тука, но има и европски земји во Европска унија, на пример Јужна Италија е многу полошо од тука. Таму се многу поголема корупција има од тука. И многу полошо живеат луѓето и од Македонија мислиме дека сме некое дно. Али еве има европско земја во Европска унија која делови од не цела Италија, на пример, ама има делови од Италија која е многу покорумпирана. Деца од 5 години доаѓаат со пиштол и ти викаат дај све што имаш. Али таму така функционира цел град, цела регија. Учат од мали на тоа. Добро, сосема на кратко сакам затоа што многу пати ги спомнавме децата и многу ми се допадна таа приказна за Лапонија и тоа селце на Дедо Мраз каде што стигаат писма од дечиња со желбите што ги имаат за да им ги исполни Дедо Мраз, во смисла дека системот во кој што живееш некако ти ги налага твоите желби и ги создава твоите желби, па веројатно ова дете од Јужна Италија ќе побара некоја пушка, не знам. Во тој контекст, Валце, за тоа, кои ствари владее со нашите желби, како ние ги создаваме и ги градиме нашите желби? Ова ти го кажав како пример, бидејќи во Лапонија има направено едно туристичко село кое е као за официјалното село на Дедо Мраз. Сега за да го направат тоа што поверодостојно, финските пошти имале проблем дека нонстоп стигаат тие писма до Дедо Мраз и они не знаат што да прават, па ги почнаа да ги даваат на тој луна парк на тема Дедо Мраз како сценографија да видат дека стварно тука му стигаат на Дедо Мраз писмата и он ги чита. И имаат стварно една канцеларија со луѓе облечени како елфови што читаат писма и им одговараат. Но после финските пошти направиле конвенција со сите други пошти од цел свет, им рекле знаеме исто како кај нас дека ви стигаат писма за Дедо Мраз, не знаете што ќе правите, ние ќе ги земеме и ќе го донесеме тука да го одржиме митот. Но интересно е дека ако ги читате тие писма, прво ќе видите дека стварно тие деца, пошто ја на пример мислев окей, образовниот систем, политиката влија идеолошки на децата. И сакав да проверам дали јас сакав, пошто на пример пред 10 години ја прочитав едно научно истражување кое кажува до сега знаевме дека нашите одлуки и нашите емоции во даден момент се зависни од нашето претходно искуство. Значи тоа што сме доживеале и тие емоции што сме имале претходно во даден контекст ќе ни евоцираат други емоции или друг начин на однос со да кажем во тој момент. Но откриено со истражувања по психологија дека и нашите идеи за иднината и желби ги влијаат на однесување на одлуки исто толку колку и нашето минато. Значи иднината ни влијае исто толку колку и минатото. Иако таа идеја за иднината е замислена, апстрактна, наша. Сега, мене тоа прашање ме интересираше, пошто ме интересираше прво како се менуваат системите на вредности на културите од држава од држава. Но исто ме интересираше како не само од држава од држава, пошто сите држава имаш други субкултури со други тип на вредности, како се создаваат дури системите на вредности кај секој посебно. И писмата на Ерос ми беа интересни како платформа за истражување на тоа прашање. И кога почнав да ги читам, видов дека, на пример, деца од Јужна Европа или Јужна Америка, највеќе не ни имаат материјални желби. Неко бараат нешто мир во светот,
да оздрави некој член од фамилијата, да најдат љубов и такви работи. Али, да кажеме, децата од Северна Европа, ти протестантските земји, например, ни писмата им се како сметка: здраво, Дедо Мраз, јас бев добре, ја чистев собата секој ден и помагав на мама у кујна, заради тоа сум заслужила да добијам ова и ова. Али тамо, например, материјалните желби се многу рестриктирани, малце, не бар никој многу. Да. Пошто ми се скромни. Нешто нормално, не знам. Скромни. Например, ако видите писма од Америка или Англија, тамо имате листи од 50 играчки, значи зима и 3 страни и пише листа на играчки, све што видел, што сака. Али затоа имате, тоа се пола можеби популацијата од Америка таква, сега 2-3 листа играчки, листа на играчки. Али имате друга 50% од писма каде што има млади мајки или самите деца пишуваат: Дедо Мраз, фамилијата нема пари да ни купи, на мене ми фалат патики, на сестра ми фали јакна, на братчето фалат панталони. Ја гледаш таа класна разлика измеѓу, нели, кој многу има, многу и кој нема. Сега, мене беше интересно дека со тоа може да се, нели, се докажува дека тие деца и на 3 години што или не знаат да пишуваат заедно со родителите или едва и ги напишале буквите и имаат многу малце формално образование, пак го имаат системот на вредности. Веќе знаат што е важно и што не е важно во нивната култура. И тие желби кои ги посакуваат они, а и некој од нас кога го пишал тоа писмо на тие години, таа желба наша која ние мислиме дека е наша интимна и само ние ја знаеме, уствари ние е наметната од контекстот во кој живееме и од културата во која живееме. Така да, што е, кој сме ние како родители, сме некако споени со културата која владее. И за таа изложба е, значи се зима тоа прашање кое е, нели, социјално прашање, кое се обработува од научници. Јас истото прашање го акцентирам, наоѓам начин како да го пренагласам, и начинот е тој да ти прочиташ писмо од дете кое срце парјана, дури читав поло време плачев. И сега, али пак размислувам за тоа главно социјално прашање, али на начин на кој многу повеќе емоцира него да ја да прочитам некој истражување, како на пример тој проблем што сум го обработувал некои сајтови World Value Survey, на пример. И тоа е, на пример, разликата измеѓу науката и уметноста. Никола, сигурна сум дека имаме уште многу ќе направиме part 2 на емисијата. Добро, Никола, е за крај, што бараш во Македонија? И со старно, збориш 10 јазици, сподели многу мал сегмент од се што имаш сработено и од искуството, затоа реков part 2. Што бараш тука? Не знам, видите, прво... Во МНТ. Не, како што ви реков, прво беше многу тешко кога ја влегов во таа друга култура да се вратам во Македонија, пошто тешко беше да комуницирам, нели, со веќе. Имам и такви други примери на други пријатели кои смениле држава или после не може да се вратат во сопствената држава. Но, на пример, да, кога си млад, сакаш да достигнеш што повисоко можеш и, на пример, како научници се прашуваат дали ја да работам на проект како да стигнеме на Марс или треба да го користам моето знаење, не знам, да ги решам најлошите проблеми на планетата Земја, како, нели, сиромаштијата во Африка или Азија, на пример, или корупцијата, на пример. И онда, да, сум потрошил голем дел од животот, младоста, да направам нешто подобро, нешто што никој не направил до сега. Но на крај сега веќе тоа, мислам, дали немам толку енергија нели, за таква компетитивна работа каде што треба да бидеш во голем натврвар со народите, со целиот свет. Али сега ми е поинтересно да, пошто гледам дека колку ти да унапредуваш еден дел, ако го оставиш другиот дел запуштен,
нема никаква смисла тоа, мислам пак тој на поштина ќе ти растура тоа што ти пробуваш да создадеш. Саш да ми кажеш дека остануваш тука? Па сега пробувам да работам обратно, кај што гледам дека има голем проблем како Македонија, дека немаме на образованието или целиот систем на уметност и дизајн у Македонија скоро не постоеше или многу понизок од некои други европски земји. И би сакал да работам на тоа, да видам ако може тука да се развие тоа. Добре, ти тоа си искуството бил... што го имам, да пробам тука да го искористам. Да, тоа сакав да кажам, дека се бил рамо до рамо со големи светски уметници, каде што и се изложувал со нив, си комуницирал и така натаму. Сигурна сум дека имаш многу што да пренесеш. И драго ми е што си тука. Не сакам да те разочарувам, ти посакувам да го исполниш тоа што го имаш во умот и во срцето. Драго ми е, Никола, многу што те запознав и се надам ќе се сретнеме пак некаде професионално. Фала ти многу. Фала и на вас.